Ете така, слушнавме за студентите кои што доаѓаат од странство на Универзитетот во Штип и за додипломски студии, во Охрид на Факултетот за туризам за постдипломски студии, но фактот дека секоја година се повеќе ни се намалува бројката на студенти во државава не е за занемарување. И токму заради тоа решивме да ги прашаме директно студентите. Со нас денес во студиото е Огнен Секуловски, председател на Факултетското студентско собрание на ФЕИТ, односно Електрофакултетот на УКИ. Добар ден и добре дојде. Добар ден, добро ви најдов. Фала ви многу за поканата на вашата емисија. Чест ми е што сум овдека. Јас ти благодарам што се одзва без никаков проблем и на почетокот би сакала да те прашам, се уште ли е студентскиот период најубавиот период во животот? Во моје време беше така. Да, и тоа јас сум го слушнал. Не можам да го негирам тоа воопшто. Стварно немам идеја што ме чека после овој период. Меѓутоа, досега, ако можам да кажам, градацијата на убавина во животов до студентскиот живот за сега оди во нагорна линија. Така да е интересно, е возбудливо. Мислам, нова средина, еве, уште од првиот момент кога ќе станеш студент, е нова средина со која што дотогаш најверојатно не сме се сретнале. Едно многу убаво формално опкружување кое што пред се не очовечува, а и тие се годините кои што се прекрасни, на кои што се стекнуваат сите оние клучни познанства кои понатаму се провлекуваат низ животот и се така со ред. Е сега, зошто Огнен реши да студира овде во Скопје? Реши да студира во Македонија. Затоа што во последниве години, да не кажам последнава деценија, некако е многу модерно да се студира надвор од државава. Така. За жал, во мојата ситуација конкретно во моментот кога одлучував, силна улога играше пандемијата. Тогаш некако сите се заземивме и сите во главном планови за заминување било каде подалеку од една таква неизвестност во таа ситуација беа така малку занемарени од страв за некои побитни работи во животот, се работеше за преживување. Меѓутоа, и без да ја имам јас пандемијата во предвид во моментот кога ја носев одлуката за што ќе студирам, Македонија од секогаш ми беше силна опција. И би спомнал и некои причини зошто е тоа така. Пред се ќе го спомнам мојот факултет, значи Факултетот за електротехника и информациски технологии. Тој е факултет кој што во својата област на работа мора да е во тек со времето. Значи и да речеме хипотетичко сценарио е најназадната држава на светов, за да може да опстане таков факултет во една таква држава, а и во интернационално опкружување, бидејќи работата ние што ја работиме многу ретко се однесува на нашата конкретна средина, мора тој факултет да биде во чекор со времето. Сега, јас сум свесен дека има примери на факултети кои што не се до толку во чекор со времето, можда нема ни потреба да се до толку во чекор со времето. Меѓутоа, да, од тој аспект можам да кажам дека и не само мојот факултет, туку и сите факултети доминантно вака да речам на техничкиот кампус се многу силни од тој аспект. Се во чекор со времето, со најновата технологија, би рекол и со најновите стандарди, секогаш има простор за подобрување. Можам да набројам мал милион ситници кои што може да се спомнат и кои што апсолутно би го подобриле чувството на студирање. Меѓутоа, генерално би рекол дека студираме во една многу добра средина. За жал не е интернационална средина, нашиот универзитет нема многу изразена стратегија за привлекување на интернационални студенти. Иако имаме такви програми, знам дека на Финки има малку повеќе интернационални студенти него кај нас. Кај нас има на постдипломски студии одредени интернационални студенти. Да, значи за жал не е интернационална средина и можда тоа е и најсилниот аспект што луѓето ги привлекува да заминат во странство. Меѓутоа, апсолутно е средина која што е многу динамична, многу инспиративна и е многу слична со доживувањата на студенти што се во странство. Овака од разговори меѓу седни што сме споредували искуство.
Она што го спомена и претседателот на студентското собрание беше поголем број на практична часови и практична настава. Доаѓаш од техничкиот кампус, имате ли доволно практични вежби и така натаму? Така, да. Релативно битен момент е таа практичната настава, затоа што без неа, мислам, знаењето од книгите и теоретското знаење се учи и од книгите самостојно. Меѓутоа, еве, нашиот факултет конкретно, значи преку сите 7 смерови што ги има, 3 од висока струја и 4 од ниска струја, поседува многу лаборатории кои што се навистина опремени со многу современа опрема, и таа опрема не е онаква опрема како што многу често во нашава држава можеме да ја видиме, нека стои таа, нека не се чепка, битно да се види дека имаме опремата, баш напротив. Еве да речам на пример на смерот што е за роботика и автоматика, има стварно скапа и софистицирана индустријска опрема од роботски раце, значи со голема димензија, исти како оние што се применуваат во индустрија, до програмибилни и логички контролери, оние направи кои што се потребни за да се програмира еден цел процес на автоматизација и такви работи. И јас лично со мои очи сум сведок на како таа опрема практично се употребува на лабораториски вежби, и таа опрема е достапна, значи не само на овој смер. Ова само го дадов како пример. Така. Да, во пракса, значи таа опрема е достапна за сите студенти, пред се е задолжително да се користи, затоа што тоа спаѓа во дел од знаењето кое што мора да е стекнато според акредитацијата на нашиот факултет, а другиот момент е дека таа опрема е достапна за сите ентузијасти кои што во било кое време сакаат да се зафатат со некаков проект кој што инволвира таква опрема, и професорите кај нас многу ја поддржуваат таа активност. И да напоменам, тоа важи и за средношколци. Претходно споменавме дека можеби недостасува тој интернационален момент на студирање овде. Кај нас немаме студенти од странство, но сметаш ли дека оние пак што студираат во странство го одбираат студирањето заради тоа или заради престиж? Оти некако имам некое чувство дека многу е модерно да кажеш дека не студираш во Македонија, зашто овде се некако не чини. А всушност не го делам тоа мислење. Да, јас се слагам со вас. Мене делумно донесувањето на одлука да се замине во странство, иако самиот процес и целото тоа навикнување на нова средина делува тешко, на крајот на денот би го нарекол како донесување на одлука по линија на посла потпор, затоа што ги прескокнуваш сите предизвици кои што во нашава средина постојат, надевајќи се дека ќе дојдеш во некоја подобра средина, надевајќи се ќе напоменам, затоа што не мора да значи дека таа средина ќе биде подобра. Затоа што еве да речеме, нека се ќе го земам како пример факултет за компјутерски технологии, нели? Финки кај нас, ама секаде во странство, секаде во светов, тој е еден од најпопуларните факултети. Многу се инсистира да се оди на тој факултет, иако еве во поново време пазарот веќе се заситува, така. По старите генерации кај нас обавезно ќе речат синко оди на информатика, таму се парите, меѓутоа не се зема во обзир дека таа струка веќе почнува да произведува многу кадри за кои што треба стварно да се биде компетентен и за да се успее. Сега некако се извинувам што ќе те прекинам. Сега некако е оди во Охрид, студирај на гастрономија, таму се парите. Оти тоа се професии кои што фалат на пазарот. Да. И јас само да довршам претходната мисла е дека на крајот на денот се студира компјутерска наука. Компјутерската наука во Македонија не е ништо поразлична од компјутерската наука, да речеме, во Германија. Единствената предност на студирање компјутерска наука во Македонија е што покрај, да речеме, целата тешкотија да се совлада научната материја што ја нуди самиот факултет, не мора да се совлада и еден скроз нов јазик, затоа што она што се учи на мајчин јазик, сметам дека пред се најлесно се совладува. А да не правиме муабет воопшто дека терминологијата што се употребува на нашиот факултет, на факултетот за компјутерски науки, е интернационална технологија. Не доаѓа ни во обзир да не се знае терминологијата
па макар и да се работи во Македонија. И секогаш има можност за надградба на знаењата доколку некој сака. Имате ли можност за користење на Erasmus Plus програмите за минување на студирање, да речеме, еден семестар надвор од Македонија, па има ли некакви споредби, прават ли некакви споредби студентите што биле надвор па се вратиле овде? Така. Erasmus Plus програмите постојат и се промовираат секоја година. Во нашава држава постојат само за зимски семестар. Пријавувањето е пред почеток на зимски семестар, а програмите се само во летен семестар. Значи, уствари, не постојат програми за зимски семестар. На најмногу места од светов се овозможува и одење на Erasmus програми за зимски семестар и на цела година. Кај нас постојат само тие на еден семестар во летен семестар. И од нашиот факултет би рекол дека ситуацијата е доста специфична, бидејќи до крај на 6-ти семестар, што е третиот летен семестар што го слушаме ние како студенти, сме стварно многу зафатени. Навистина многу зафатени. Факултетот има една фамозна реченица што ја кажува деканот на секој прв час. Вика, на факултет ќе бидите од прилика 6 до 8 часа со предавања лабораториски и аудиториски. За вие да го совладате материјалот и да го положите испитот, барем уште дупло да се посветите. Јас не знам тоа време каде се наоѓам, меѓутоа еве 4-та година, сите го наоѓаме тоа време. Се наоѓа. Да, се наоѓа. Ете доказ дека се наоѓа. Се наоѓа. Регуларно еве јас студирам 4-та година, сум заглавил со предмети, сум ги истуркал тие предмети, ништо страшно. Да, и сакав да посочам дека е малку поретка ситуација од нашиот факултет да се оди на тие Erasmus програми, бидејќи факултетот не држи ангажирани цело време. Тоа не е залуден ангажман, мислам, стварно се учествува на реални вистински проекти кои што се исплаќа да се учествува и затоа и не ни размислуваме толку многу во интернационален контекст. Меѓутоа од колеги што заминале на Erasmus програми, нештото што тие одма го приметиле и вака го кажале, е малце анегдотично, е дека електрофакултетот во, да речеме, Белгија е истата онаа зграда со дрвена ламперија и стари мерни апарати кои што се изложени. Така да, материјата е таа, затоа што и научната програма е меѓународно акредитирана, што значи македонската диплома на електрофакултет важи и во сите други европски држави, затоа што ние на секој 5 години ја обновуваме таа меѓународна акредитација, која што ја прави така да е дипломата. Опремата, се е тоа исто, генерално исто. Па веројатно оваа последна реченица што ја кажа, ние треба постојано да ја повторуваме пред помладите, пред средношколците, дека не се студира надвор заради престиж. Дека помина времето кога велеа, ама нигде никој не ти го признава факултетот, па не можеш после тоа да заминеш да живееш во странство. За среќа, голем број од факултетите, ако не и сите, имаат меѓународно признати дипломи. Така, значи, дали меѓународно, дали регионално признати, меѓутоа голем дел од факултетите подеден работат на такви акредитации и универзитетот наш е доста фокусиран на тие работи, и голем дел од нив поседуваат и самата таа акредитација представува доказ за квалитетот на факултетот, затоа што факултетот не може да ја поседува таа акредитација и да ги занемари сите тие побарувања. Тоа на секој 5 години се ревидира однова и се проверува и квалитет, и самоевалуација, и опрема, и значи има некои основни критериуми кои што се побаруваат факултетот да ги поседува, за да може да поседува таква акредитација. Огнен, јас ти благодарам за времето што го одвои, што беше денес дел од нашата емисија. Ти благодарам што си еден убав пример за тоа дека треба да се остане во Македонија, да се студира. Може би понатаму во животот патот ќе те однесе и надвор од државата. Тоа никој не го знае што ќе му се случува. Во секој случај јас ти посакувам многу успех во што и да работиш во животот и каде и да се наоѓаш. Фала ви многу. Чест ми беше да бидам овде. Би сакал само една финална мисла да кажам, а тоа е дека она што ние најмногу можеме да го направиме и за себе си, и за нашата држава, е да сме амбициозни, дури и да сме се образовале во странство, или да се образоваме во Македонија не е важно. Тоа што е важно е дека таа странска плата на сите ни е привлечна, меѓутоа нема никаква пречка да се заработува таа странска плата во Македонија и да се носи капитал во нашата држава и така
малку по малку да си го направиме својот дел за да ја постигнеме онаа визија за каде сакаме да стигне нашата татковина. Ти благодарам уште еднаш, овде би се надоврзала со тоа дека веројатно уште еднаш треба сите ние да се запрашаме или да си го поставиме прашањето: не прашувај што може државата да направи за тебе, прашај се што ти можеш да направиш за државата.